Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Како викат американците, не постои незавршена работа и ние во овој временски период, почитувани гледачи, гледаме како во една точка треба да бидат собрани или судрени три процеси: преговорите со Бугарија околу редефинирање на македонската историја, преговорите со Тирана или Тиранската платформа околу двојазичност на територијата на Република Македонија и преговорите со Грција околу името на државата Република Македонија. Тие три прашања се исклучително болни за македонецот. Тие три точки, тие три прашања во оваа временска отсечка се ставени на маса и Македонија ќе помине низ многу тежок процес на редефинирање на својата државност и на етничкиот корен на државата. Во оваа емисија, почитувани гледачи, ние ќе се обидеме да ги отсликаме тие три болни процеси, многу болни за просечниот македонец, кога во една точка ќе бидат собрани промената на името, преговорите со Бугарија и Тиранската платформа. Всушност, ние сега ќе се соочиме со таа трета фаза на модерниот македонизам. Во последните 25 до 30 години Македонија помина низ две претходни фази. Првата фаза ја персонифицираше Киро Глигоров и таа негова срекни или несрекни изјави дека македонците се словени. Втората фаза живеевме последните 10 години, тоа е дека македонците се наследници на античките македонци и сега влегуваме во третата фаза на современ македонизам, кога и Зоран Заев и Али Ахмети ќе треба да бидат македонци. Меѓутоа не македонци по етничка основа, туку македонци по пасош и по државјанство. Тоа значи дека модерните македонци по завршување на преговорите со името, по завршување на договорите со Софија и по завршување на тие одредби во Тиранската платформа ќе бидат пандан на швајцарците. Тоа што се швајцарците во Швајцарија, швајцарци по државјанство и по пасош, а не како етничка основа, тоа треба да бидат и македонците. Тоа е есенцата на нашата вечерашна емисија. Останете со нас 50 минути. Бидете сигурни дека нема да зажалите. Да се обидам практично да ви објаснам што тоа значи, почитувани гледачи. Кој земе примерот на фудбалерот Барди од Македонија и фудбалерите Џака или Шакири од Швајцарија. Џака и Шакири по етничкиот корен се албанци, меѓутоа се државјани на Швајцарија и се граѓани на Швајцарија. Истото и со Барди, по својот етнички корен е албанец, меѓутоа е државјанин на Република Македонија. Модерната форма на македонизмот значи дека Барди е македонец, односно граѓанин на Република Македонија, исто како модерната форма на швајцаризмот, кај што Џака и Шакири се швајцарци, без разлика што етничкиот корен им е албански. И тоа всушност треба да биде резултатот на тие три процеси. Бугарите, кои ќе треба со таа бугарска или софиска платформа да докажат дека во Македонија не живеат македонци, туку одродени бугари, Тиранската платформа која треба да покаже дека во Македонија живеат барем пола албанци или требало да живеат барем пола албанци, тоа значи дека половина во Македонија граѓаните се албанци, половина се македонци или одродени бугари, или по некоја верска линија пола се христијани, пола се муслимани, и преку преговорите за името со Грција да се наметне одредено друго име на државата, кое ќе овозможи многу полесно да бидат спроведени овие два други претходни процеси. Тоа значи дека во Македонија не живеат етнички македонци, туку живеат некакви северни македонци, граѓани на некоја централна Балканска република. Тоа всушност ќе ни се случи во наредниот период. Финалето на целата оваа операција која гледаме изминатите 3 години ќе биде токму тоа финале, дека македонците во Македонија не се етничка основа, не се етничка категорија. Македонците во Македонија се граѓани на една држава која во уставот е запишена како Република Македонија, како Република Северна Македонија, како некоја централна Балканска република. Исто како што беше решено прашањето на јазикот со Бугарија. Не постои македонски јазик, туку постои македонски јазик како што е запишено во уставот на Република Македонија. Значи вие, почитувани гледачи, кои гледате оваа емисија, по една или по 2 години, нема да бидете етнички македонци, туку ќе бидете македонци како е одредена уставна категорија, бидејќи така е запишено во уставот на Република Македонија, Северна Република Македонија, Горна Република Македонија, или како ќе биде решено во тие преговори за името. И јас многу зборев на почеток, да не должам. Слушнете изјавата на Киро Глигоров, почитувани гледачи. Тоа е персонификација, или таа изјава е персонификација на таа прва фаза на македонизмот, дека македонците се словени. Ние сме словени, дојдени во 6 век на овие простори, немаме никаква врска со Александровата цивилизација. Николаос Гирилакис беше еден од големите шефови, според многумина најголемиот шеф на грчките тајни служби во последните 50 години. Роден е на Крит и во кумовски
роднински врски со поранешниот грчки премиер Константин Мицотакис. Ги има поминато буќите на ЦИЕ и на Мосад, почина некаде пред 3 недели, инаку во врвот на својата мок, освен што беше главен шеф на грчките тајни служби, беше и главен офицер на НАТО за сите процеси кои се случува на Балканскиот полуостров во процесот или во периодот на распадот на комунизмот. Беше командант на НАТО војната база во Литохоро, тоа е над градот Катерини. Ние интервјуто со господин Грилакис го снимавме токму во градот Катерини и всушност сите тие тајни операции на ЦИЕ, на Мосад и на НАТО структурите на Балканскиот полуостров некаде на крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите години бе реализирани токму преку господинот или генералот Николаос Грилакис. Сте имали ли блиска соработка со ЦИЕ на крајот на 80-тите години? Дали со помош на Грилакис американците рушат таа влада на Папандреу 1988 година, тогаш на власт доаѓа Мицотакис, бидејќи причината е дека Папандреу всушност не сака да го призна Израел, кој е стратешки партнер на американците. Дали имате тога соработка со ЦИЕ? Έχω από νεαράς ηλικίες εκπαιδευτεί από τη ΣΥΑ και από τη Μοσάντ σε θέματα κατασκοπίας, αντικατασκοπίας, υπηρετούσα στην ΑΕΠ. Έκανα επιχειρήσεις και με τη ΣΥΑ και με τη Μοσάντ. Και το 1878 με φωνάξαν και πήγα στην Αμερική και μου είπαν ότι αποφασίσαμε να τελειώνουμε με το ΠΑΣΟΚ γιατί σχεδιάζανε την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Μου είπαν ξέρουμε τι ρόλο παίζει στη Νέα Δημοκρατία και θέλουμε να συνεργαστούμε για να γίνει αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Внимавајте на овој детаљ, почитани гледачи. Николаос Грилакис во соработка со ЦИЕ руши владата на Андреас Папандреу, тоа некаде 88-89 година. Знаете зашто е срушена владата на Папандреу? Бидејќи не сакаше да го признае Израел како стратешки партнер на Соединетите американски држави. И можеме да претпоставиме како се рушат владите ако во Грција владата на Андреас Папандреу, земја членка на ЕУ и на НАТО, беше така срушена, што останува за Република Македонија. Меѓутоа, за нашата приказна е исклучително важно да знаеме за каков човек или за каква тежина станува збор кога зборуваме за господинот Николаос Грилакис. Тоа е човекот кој беше главен оперативец на ЦИЕ и на Мосад на Балканскиот полуостров. Господине генерале, кога прв пат сте дошле во Македонија? Το 1992. Дали тоа беше некоја тајна посета со некој од членовите на македонските тајни служби? Την εποχή εκείνη ήμουν σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού για θέματα άμυνας και ασφάλειας και υπεύθυνος για τις διαβαλκανικές σχέσεις της κυβέρνησης. Дали таа посета беше тајна? Μυστική επίσκεψη. И со кого се сретна? Τα πρώτα διαστήματα όλες μου επισκέψεις ήταν μυστικές. И со кого се сретнавте во Скопје? Με κυβερνητικούς αξιωματούχους της εποχής. Συναντήθηκα με όλη την ηγεσία της κυβέρνησης. На почетокот на 1992 година Николаос Грилакис ги почнува тајните операции и тајните преговори со Република Македонија и со Скопје, кој што тоа го нарекуваат грците. Има повеќе од 10 или 15 тајни средби со високи функционери на македонската влада и на македонската полиција. На тапет е ставено името Слава Македонија или таа прва фаза на македонизмот, кој Киро Глигоров вели ние сме Словени. Тоа всушност почнува на почетокот на 1992 година. Која порака пренесовте во Скопје? Να είμαστε ρεαλιστές. Την Ελλάδα την ενδιαφέρει η βιωσιμότητα του κράτους της Σλαβικής Μακεδονίας. Εάν δεν είναι βιώσιμο το κράτος της Σλαβικής Μακεδονίας, βαδίζουμε προς Μεγάλη Αλβανία και Μεγάλη Βουλγαρία. Και η ελληνική πλευρά σε καμιά περίπτωση δεν θέλει ούτε Μεγάλη Αλβανία ούτε Μεγάλη Βουλγαρία. Внимавајте на две работи, почитани гледачи. Прво, тоа се преговорите околу името Слава Македонија. Агенцијата Дата Прес, која функционираше во рамки на системот НИК Нова Македонија, 92, 93, 94 година правеше перманентни истражувања на јавното мислење или каков е процентот на македонски граѓани кои би се согласиле со име Слава Македонија. Меѓутоа, многу поважна е втората фаза или тоа второ прашање кој било ставено на тапет на тие преговори помеѓу генералот Грилакис и македонскиот претседател тогашен господин Киро Глигоров, а тоа е таа нова Слава Македонија или Република Македонија со сменето име да влезе во конфедерација со Грција, односно Република Македонија и Грција да формираат заедничка држава. Македонија би била конфедеративен дел на таа нова држава. Всушност, тие две прашања Глигоров и Грилакис ги разговарат од 92 до 94 година. Значи, ние сме биле на само еден мал чекор да го смениме името и подоцна да направиме конфедерација со Грција. Тоа ќе значеше едно тектонско поместување на Балканскиот полуостров и на македонската државност во рамки на Балканскиот полуостров. Πρώτη φάση η επιδίωξη ήταν να γίνει βιώσιμο το κράτος
της Σλαβικής Μακεδονίας. Δεν ξέρω φύρομαι, εγώ ξέρω Σλαβική Μακεδονία. Να γίνει βιώσιμο το κράτος της Σλαβικής Μακεδονίας. Και σε δεύτερη φάση να γίνει συνομοσπονδιοποίηση Ελλάδος και Σλαβικής Μακεδονίας. Όπως ήταν πρώτα η Σλαβική Μακεδονία με τη Ιουγκοσλαβία. Ο ίδιος ο Γρηγόροφ σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία ετώνησε ότι μετά την αποσκύρτηση της Σλαβικής Μακεδονίας από τη Ιουγκοσλαβία έγινε σύσκεψη πνευματικής και πολιτικής ηγεσίας της Σλαβικής Μακεδονίας και αποφάσισαν ομόφωνα ότι η καλύτερη λύση για το κράτος, για τους κατοίκους του κράτους του, ήταν η συνομοσπονδοποίηση Ελλάδος και Σλαβικής Μακεδονίας. Поранешниот шеф на македонската тајна полиција, господин Слободан Богоевски, во интервјуто за емисијата во Центар ги потврди тие 10, најмалку 10 тајни средби на Грилакис и на Киро Глигоров, на кои се расправало за името Слава Македонија и за формирање на конфедерација помеѓу Македонија и Република Грција. Самиот Грилакис вели има повеќе од 10 тајни средби периодот 92-93 година со врвното македонско раководство. Учествувате во договарање на тие средби? Имаше повеќе средби, можеби повеќе и од 10, формални и неформални. Вие му пренесувате тој предлог на Глигоров за Слава Македонија? Ναι, το συζητούσαμε τον Γρηγόροφ. Το μόνο που συζητούσα ήταν η Σλάβα Μακεδονία. Δεν συζητούσα τίποτα άλλο. Δεν συζητούσα τίποτα άλλο όνομα εγώ. Κάδε σε στρακιάβατε? Καј него во Скопје, во кабинетот? Στα Σκόπια γίνανε, στην Οχρίδα γίνανε, στην Αθήνα γίνανε, κατεβαίνανε οι υπουργοί ειδικής εγκόγνητο στην Αθήνα. И кој период е временски тоа? Дали е тоа пред Лисабонската декларација, кога се носи одлука Στη страна? Βιέννη γινόντουσαν, στο Άμστερνταμ γινόντουσαν, στο Μόναχο γινόντουσαν συναντήσεις. Εγώ ήμουν συγκεκριμένος, κατηγορηματικός. Σλαβική Μακεδονία, το όνομα. Дали тоа значи дека вие лично во сите тие градови, што ги спомнавте, не знам, Охрид, Скопје, Виена, Амстердам, имате средби со Глигоров? Όχι με τον Γρηγόροφ τον έβλεπα μόνο στα Σκόπια, τον Γρηγόροφ. Τους άλλους έβλεπα... Во интервју за емисијата во Центар, поранешниот грчки претседател Каролос Папулјас, а претходно министар за надворешни работи, категорично кажа дека тие предпоставувале дека Киро Глигоров е на чекор да го прифати името Слава Македонија, дека тоа не го направи поради можното противење на албанскиот фактор во Република Македонија, бидејќи ако името на државата било Слава Македонија, тоа би значило дека албанците кои не се словени всушност не би имале никаква претензија на државотворниот карактер во Република Македонија. Според Папулјас, Глигоров бил на чекор да го прифати тоа име Слава Македонија, и ако тоа тогаш не се направило, денес ќе биде многу потешко, бидејќи денес влијанието на албанците во Република Македонија многу поголемо во однос на 92, 93, 94 година. Τουλάχιστον σε μένα μου έδινε την εντύπωση ότι θα ήθελε να κλείσει το θέμα αυτό. Και πιστεύω, χωρίς να είμαι βέβαιος, ότι η ονομασία Σλάβο Μακεδονία ήταν στο μυαλό του τουλάχιστον, κατά την κρίση δικιά μου, το αντιμέτωπισε θετικά. Παρόλο ότι εγνώριζα ότι είχε ένα πρόβλημα με το αλβανόφωνο στοιχείο των Σκοπίων, που βεβαίως θα ήταν τελείως αντίθετη με μια τέτοια ονομασία. Αλλά εκείνη την εποχή το αλβανικό στοιχείο δεν είχε την δυναμική που απέκτησε αργότερα. Грчките медиуми сега на маса го стават името Централна Балканска република. Тоа апсолутно не е ново име, почитувани гледачи, тоа е лошо име, тоа е многу тешко име и тоа е име или предлог за кој воопшто не треба да се разговара. Меѓутоа прв пат тоа име е ставено на маса 91, 92, 93 година, кога се тие тајни разговори на Васил Топурковски, тогашниот шеф на австриската дипломатија господинот Алој Смок, човекот кој е офицер за врска помеѓу македонските структури, австриските структури и господинот Алберт Рохан. Алберт Рохан е австрийски дипломат со француско потекло. Стана збор за наисклучително мокна дипломатска фигура во Виена, а Виена во периодот на студената војна е центар на шпионажата, кај што се допират истокот и западот. Тоа значи дека Австрија има развиено една исклучително мокна дипломатска структура. Господинот Алберт Рохан, кој веламе стројник помеѓу Грција и помеѓу Македонија за името Централно Балканска република, подоцна со Матија Ахтисари се јавува во процесот кога е прогласена независноста на Косово. Што сакам да кажам? Дека ништо не е случајно на Балканот. И ако некој го промовирал името Централно Балканска република со околу 3 милиарди долари кои требале како финансиска помош да се платат на Република Македонија, ако го прифати тој име, тоа значи дека тој проект
Не една за секојаш фрлена страна, туку ставен во фјока и во одредено време кога ќе се создадат услови, а може би се создадени со Зоран Заев сега услови, да биде изведен од маса и повторно ставен на преговарачкиот стол. Und dass Präsident Grigorow, Georgievski, Trpakowski immer wieder in Wien zu Gesprächen waren. Und daher hatten sie angeregt, dass wir diese Idee einer Lösung versuchen zu sondieren in Skopje. Das haben wir getan. Es ist daraus nichts geworden und damit war die Sache erledigt. Двата најголеми играчи на македонската политичка сцена на крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години се Киро Глигоров и Васил Тупурковски. Киро Глигоров беше персонификација на словенскиот карактер на македонската нација. Васил Тупурковски е човекот кој го отвара процесот на антиквизација. По расходот со Киро Глигоров, тој заминува на студиски престој во Америка, има достап до сите документи на Конгресната библиотека во Вашингтон. Ја пишува книгата за Александар Македонски и го отпочнува процесот на антиквизација. Всушност, логистиката, таа бизнис империја која е застанала за Тупурковски на неговото доаѓање на власт 98 година е корпорацијата Алмако, која сега не постои. Алмако значи кратенка од Александар Македонски корпорација. Луѓето или тие 7 играчи кои го формираат Алмако се предводени од поранешниот шеф на македонската тајна полиција господинот Димитар Николовски. Гледате како тајните служби паралелно ги возат двата процеси. Процесот на словенство во Република Македонија, тој е оној конзервативен дел на македонските тајни служби и оној либерален дел на македонските тајни служби кои го промовираат процесот на антиквизација во Република Македонија. Процесот на антиквизација е првично тестиран во Канада, во Америка и во Австралија помеѓу македонците и селеници или македонската емиграција, кај што тие имат непосреден контакт или конфликт или можност за конфликт со грците. Тема или коска на разор помеѓу македонците и грците е прашањето на античка Македонија или Александар Македонски. Некаде почетокот на 90-те години, кога тој либерален дел на македонската тајна полиција станува доминантен во македонските тајни или безбедносни структури, почнува да се отвара процесот на антиквизација. Првично, човекот кој го отвара тој процес е Васил Тупурковски. Зошто би и фабрикувале кривично дело против вас, кога вие сте веќе поразен политичар, кога вие веќе сте уништен политичар? Очигледно не сум. Кој може да се плаши уште од вас? Не сум, затоа што можеме да се вратиме на клучни инстанции на македонските работи. И ќе видите дека моите предлози се тие што одлучуваат за квалитетот на животот во Македонија. Земете го историскиот договор со албанците. Земете го прашањето на односите со Грција и со името. Господин Тупурковски, мислите дека вие ќе решите проблемот со името? Апсолутно, може да го реши. Дали еден одважен државник, патриот во Македонија може да го разреши прашањето на името. Ја не верувам дека сум тоа јас, но може да се реши прашањето на името. Дали Васил Тупурковски ќе правеше конфедерација со Грција? Апсолутно. Ќе правите конфедерација со Грција? Зашто да не? Грција е членка на Европската унија. Сте разговарали ли со некој во Грција? Ние понудивме како демократска алтернатива во документ пред целата македонска јавност во 2002 година декларација за специјални односи со Грција. Со кого ја преговаравте таа декларација? Со Јоргос Папандреу? Не. Вашиот пријател? Не, јас со Јоргос Папандреу сум разговарал стотици пати за проблемот на името и стотици пати во смисла на аргументи сум го поразил. Они немаат аргументи за да ние го смениме. Со кого тогаш преговаравте за конфедерација меѓу Македонија и Грција? Јас немам статус да преговарам. Мене ме осудија 92 година дека сум го продал името кога бе приватен граѓанин. Со кого тогаш сте разговарале за конфедерација меѓу Македонија и Грција? Никогаш не сум разговарал за односите со Грција кога сум имал службена позиција во Македонија. Добро, еве како политичко и приватно лице, со кого сте разговарале? Како приватно лице, моја слобода е со кого ќе разговарам и какви возможни солуции може да произлезат до тоа. Дали Васил Тупурковски за нашите односи, за интересите на Македонија. Македонија, во било каков однос со Грција, ги решава сите своји проблеми. А ние се караме со Грција. Ајде, едно прашање. Дали Васил Тупурковски разговарал како приватно лице со господинот Папатамилис, еден од најголемите националисти, долгогодишен главен политичар во Северна Грција, околу можна конфедерација меѓу Македонија и Грција? Јас со Папатамилис сум разговарал за решавање на квалитетот на односите меѓу Македонија и Грција како двајца интелектуалци. Кога вашите сонародници македонците од Егејска Македонија кои се тука го слушаат ова, а ве гледале 15 години ко Господ, зар не мислите дека сега ќе почнат да ве плюкаат?
И дека ќе смета дека ги предавате нашите македонски национални интереси, правејќи конфедерација со Грција. Не, напротив, би се решиле сите прашања на моите сонародници. Би се решиле имотните прашања, значи тие би станале побогати, би можеле да ги решат перспективите на своите деца. Би се решиле прашањата на статусот, би станале граѓани на Европа и би се решила позицијата на Македонија. Ако на тие луѓе им беше убаво, Грција немаше да бегаат. Немаше да ги напуштат, и до ден денеска би им било најубаво, зашто тоа е нивниот роден крај. И јас не сум спремен да ви потпишам бланко дека ве може во моје име да преговарате за правиме конфедерација со Грција. Дали би биле спремни ако си го повратите тоа што го имате во Грција, ако станете европски државјани во квалитетот на односите со Грција, ако станете побогати и ако можете на вашите деца да им обезбедите перспектива во 21-виот век или ќе останете во 19-тиот век. Има одредени работи со кои не се тргува, а тоа е чувството. Тоа е чувството дека сум македонец и тоа е чувството дека седека Гркот не е свесен дека јас сум македонец и сум тотално различен од тоа што они не прикажат. Да имаме специјални односи со Грција ако не се признае комплетниот статус на човечките права и на дигнитетот на македонците? Ја не мислам дека треба да имаме специјално односи, затоа ве прашам. Бидејќи такви преговори кои беа меѓу Грилакис и Глигоров околу името и околу одредени исто конфедеративни облици, јас исто ги осудив. Јас сметам дека ова држава веќе еднаш конечно мора да застане на свој нозе и да знае што сака. Оваа држава за да застане на свој нозе треба да ги реши прашањата на можниот татак по незиниот територијален интегритет. Да, ама ние господине Топурковски постојано се грчиме. Дали ќе правиме конфедерација со Грција, дали ќе правиме конфедерација со Бугарија, дали ќе правиме со Србија. А што е конфедерацијата, односно федерацијата со Европската унија? Тоа веќе сосема друга работа. А не воопшто друга работа, тоа е потполно истата работа. Најголем дел од сувереноста вие суспендирате кога одите во Европската унија. Најголем дел од вашата сувереност се решава за вашите работи во Брисел. Во таа Европа никој не ни спори територија, идентитет, јазик и нација. А сите овие соседи што ги спомнавме, по било кој основ ни спорат нешто од нашиот идентитет. Србите црква, бугарите јазик, грците територија и име. Како мислите дека може да остварите специјални односи со Грција ако продолжи тој процес? Напротив, се решава. Се решава прашањето на движењето, се релативизира границата, се решава признанието на идентитетот, бидејќи инаку не може да има специјални односи, и релевантно станува прашањето на името. Никој повеќе нема да ви го атакува името затоа што влегува во непосредни односи со вас. Во сите тие елементи е спасот на Македонија и некој мора да погледне во очи на тие можности. Господине Топурковски, па сега ми јасно зашто сте преговарале со Алој Смок пред 15 години, прв од македонските политичари за промена на името. Јас досега може да се сомнев дека вие сте преговарале, сега сум сигурен дека сте преговарале. Не бидете сигурни, бидејќи јас бев тогаш приватен граѓанин и може да правам што сакам како приватен граѓанин. Вие сте разговарале за Централна Балканска република Македонија и на маса биле 3 милиарди германски марки за да прифати Македонија да го смени името. Така е, меѓутоа не биле тоа преговори или разговори, тоа ми беше пренесено до овој земок и јас утедента тоа му го пренесов на председателот Глигоров. Бе приватен граѓанин. Бевте пратен од некого да преговарате со МОК или само иницијативно? Јас се видов само иницијативно се видов со министерот Мокот и сме пријатели. Тој се вратил од одмор во Грција, ми ги пренесе предлозите на тогашниот премиер Мицотакис, јас бев приватен граѓанин, ги примив, му кажав дека нема политичка сила што во тој момент може да ги прифати и му ги пренесов на председателот Глигоров. Значи господинот Топурковски, вие сите глупости ги правите како приватен граѓанин. Преговарате со Тајван како приватен граѓанин, делите кредити како приватен граѓанин, ќе правите конфедерација со Грција како приватен граѓанин и разговарате за промена на име како приватен граѓанин. И како приватен граѓанин. Ке ве молам, немојте повеќе како приватен граѓанин ништо да правите. И како приватен граѓанин и во секое службено својство сум потполно консеквентен. Патриот сум кој што на прво место ги става националните интереси, храбар и одважен сум да ги видам перспективите кај што не ги гледаат другите и да ги предложам без страв за мојата политичка кариера. Знаете што е суштината на сите процеси? А тоа е дека одредени структури кои во еден временски период биле најголеми југословени или најголеми титовисти, некаде по 15 или 20 години станаат најголеми антички македонци. И тие луѓе кои всушност сечеле вени за Јосип Брос Тито и пишувале поеми за Јосип Брос Тито, подоцна биле фронтмени на процесот на антиквизацијата. Тоа остава многу сомнеш. Дали е тоа спонтан процес, дали бил спонтан 20 години претходно кога биле тетовисти или бил спонтан 20 години подоцна кога станаат антички македонци. Меѓутоа, суштината на целото тоа што сакаме да кажеме дека одредени структури во еден временски период кој не е многу долг во еден човечки живот, тоа се 20 години, така драстично ги минуваат своите дресови, дали е тоа случајно направено или некој тоа им го сугерирал. Ви е познато ли списањето Спизалит? Да, сигурно, како да не. Вие сте биле уредник или еден од 5 уредници на тоа списање, кој некаде до 80-те години се издава во Охридско. Да, јас целосно ги имав на својот грб, иако имаше и други уредници и така натака.
заедно со моите пријатели, колеги, писатели од Охрид. Вела дека вие сте го редактирали, сте го редили, сте го напишале 5-тиот број на тоа списање, кој е посветен на 40 години од НОП и револуцијата во Република Македонија. Да, професор доктор Димитар Димитров имаше своја статија тука поголема. И многу ми навела дека сте биле подобар пишувач на поеми за Тито од Владимир Назор. И дека најубавата поема за Тито е напишал Паско Кузман за Јосиф Брос Тито некаде есента 81 година. Да, по смртта на Тито сите напишаа, познати писатели од Анте Поповски до Славе Ѓоргодимовски и Паско имаше една таква песна во спизалите објавена, колку пати во слободата Тито се содржи. Па јас ништо не кријам, па тоа е објавено. Господине Паско, имате многу ба мене, например, солзи на очи ми доаѓаат кога читам ова поема. Со таква љубов вие пишувате за Јосип Брос Тито, што мислам дека за родено дете човек не може да напише толку убаво. Ке бидете ли љубезен пред гледачите наши, барем последните 3 речиња на таа поема да ја прочитате, ако не ви е тешко. Не се сеќавам јас на таа, ако треба, зашто да тоа е моја песна. Колку пати во слободата Тито се содржи, толку пати посилно неговото име зрачи нашето име. И кого повеќе го сакате, Александар Македонски или Тито? Па, како историски личности, двајцата се големи. Александар Македонски е досега незаменлива историска личност и таа и понатака низ вековите ќе биде инспирација не само за историската наука, туку и за сите што се занимава со творештво, со историја, со литература. Ко се би биле во ЈНА, предпоставувам, на левата рака би го истетовирале Јосип Брос Тито, на десната рака Александар Македонски и би напишале одоздолу успомени од ЈНА. Значи Паско Кузман, кој е денес татко на македонската антиквизација, кој не вели дека сме најстара нација на Балканот. Со таков жар не говори за Александар Македонски, всушност со исти, ако не и поголем жар не зборел за Јосип Брос Тито. И јас се плашам, господине Паско, антиквизацијата да не ни заврши кој што заврши Титова Југославија, распарчена како една голема шарена лага, која денес се лажи македонскиот. Прво антиквизацијата измисливте вие. Ја немам врска со ние не велевме за Александар Македонски, вие дојавте велевте Александар Македонски. Сте збореле пространски дипломати. Ама да ви кажам, тоа нема врска со антиквизација. Сте кажувале вици за копијата на Александар Македонски. Нема никаква врска со поимот антиквизација. Антиквизација го измислите вие. За да дојме до таа трета фаза на македонизмот, првата фаза Словени, втората фаза антички македонци и третата фаза македонци не по етничка основа, туку како граѓани на Република Македонија, беше исклучително важна тиранската платформа. Што се сакаше се постигне со тиранската платформа, почитувани гледачи, да се докаже дека ако не бил геноцидот врз албанците некаде од 1912 до 1956-57 година, тогаш албанците би биле најмалку 50% по бројност во Република Македонија. Значи македонците не би биле мнозинство во Република Македонија, не би имале ексклузивитет на македонецот или на македонското име како основа или корен на името на државата, докато тоа би требало да бидат албанците. Односно дека ако не бил тој геноцид од 1912 до 1956 година, 50% од граѓаните на Република Македонија би биле албанци, а 50% биле одродени или македонизирани бугари. И тука некаде се допират Софиската и Тиранската платформа. Всушност се сака да се каже дека македонецот, македонскиот јазик, македонскиот народ не се коренот на оваа држава, туку дека таа е вештачка творба, дека ако не постоел геноцидот врз албанците и ако не постоел тој процес на одродување на бугарите, всушност не би ни постоела денешна Република Македонија, би постоела некоја друга држава, со друг народ, со друг јазик и со друго име. Затоа денес почитувани гледачи ќе ви раскажа таа приказна дека Џемо Хаса не е балист и не се бори за голема Албанија, туку се бори против српскиот терор и српската окупација во Република Македонија. А како се бореле овие други што биле војводи, кои бугарите ги просувуваат по свој? Се борели исто така против српската окупација во еден временски период. Гледате, и бугарите во наводници, и балистите на Џемо Хаса се бореле против србите. Зашто се бореле? Да не бидат асимилирани во Република Македонија. И тоа што некаде пред 5 или пред 6 години, тогашниот министар за образование, господинот Рушити, немаше храброст јавно да го каже, туку меѓу редови ни сугерираше дека Џемо Хаса всушност бил голем борец за слобода, со Тиранската платформа тоа треба да биде запечатано, дека Џемо Хаса и албанците всушност биле жртви на геноцид и дека тие не се бореле за територии, не се бореле за голема Албанија, туку се бореле да преживат и да се мнозинство, како што реално го покажат бројките на територијата на денешна Република Македонија. За мене Џемо Хаса е персонификација на поделена Македонија. Групчин подмоле линијата. Ова страна ја добиваат бугарите, таа страна на балистите на албанците. Тоа за мене е персонификација Џемо Хаса. Што е за вас персонификација Џемо Хаса?
Борец за правата на албанците, а јас мислам дека ако борец за голема Албанија? Не, ако зборите за Джемо Хаса, мислам дека ќе најдете и доста постари македонци. Значи ќе најдете доста и неалбанци во таа територија кои живееле во тоа време. Не зборувам за луѓе колку ми го избегнувате одговорот. Значи јас ви велам, за мене Джемо Хаса е персонификација на албанскиот фашизам и на борец за голема Албанија, а ви ми велите вас така ве училе. Меѓутоа јас ве прашам уште една работа. Ако Джемо Хаса тврдам дека не. Добро, зашто се борел Джемо Хаса? Се борел за личната слобода. Ама кој го затварал него во време на окупација? Джемо Хаса на српска окупација. Господине Рушити, во време на окупацијата 41-44 година. Значи на Втората светска војна. Човекот пред 41 и 45 се бунтувал. Ама ние говориме за 41-44. Значи не говориме за српско, не говориме за Мара Бунева. Говориме за Джемо Хаса и балистите 41-44 година. А кој бил од 41 до 45 кој бил власт? Италијаните, били италијаните и германците. И јас ве прашувам, ако Джемо против кого се борил? Джемо Хаса нема ни една борба против италијаните и против германците. Кажете ми една борба. Еден загинат албанец од 41 до 44 година во борба против италијаните и против германците, кои се фашистичка власт во Македонија. Нема. Джемо Хаса се борел против партизаните и тоа треба да го знаете. Да. Германците се повлекоа од Македонија на 16 ноември 44-та. Джемо Хаса се борел против партизаните поради идеологијата, а не поради етничката припадност. Значи, ова треба да го разјасниме. Значи, ако зборуваме за фронтална војна помеѓу антикомунистите и комунистите, односно партизаните, тоа е сосема друга работа. Јас ви зборувам за квалификациите кои се дават за ликот на Джемо Хаса, кој е погрешен. Рушити, партизаните се борат за независна Македонија. Ако партизаните се борат за независна Македонија и се борат против Джемо Хаса, зашто се бори Джемо Хаса? За голема Албанија. И на таков човек сакате споменик да му направиме во Гостивар? Се извинувам. Тоа е некоректно. Зар не ви е срам пред крвта на македонците кои гинат во битката со Джемо Хаса, вие да барате споменик на Джемо Хаса? Добро, сега во тоа време доста крв и на албанците се пролеело. Јас мислам дека треба од кого? Да се треба да се од разни страни. Тоа што се плаше пред 10 години или нема кураж да го кажат, всушност го кажа со Тиранската платформа. Со Тиранската платформа се кажуваат две работи, почитани гледачи. Како прво, албанците се мнозински народ во Република Македонија или би биле мнозински ако не бил геноцид врзнив од 1912 до 1956 година. И второ, дека албанскиот јазик е втор официјален јазик во Република Македонија. Значи, имаме два јазика. Македонскиот, кој за бугарите или за еден дел од албанците е вештачки или артифицијален јазик, како што ти велат, и албанскиот кој е природен јазик кој го говорат сите албанци на Балканскиот полуостров. И што мислите? Кој ќе победи во таа битка помеѓу природниот јазик како што е албанскиот и вештачкиот јазик како што е македонскиот? Добро, може лично да ја прашам, ама баш искрено сакам лично да ја прашам. Значи, Јукан Тарчуловски ја бранеше македонската држава. Направил тоа што направил во Љуботен, лежи 12 години во Хаг. Што мислите? Како ќе сватат албанците? Значи, човекот кој ја бранил македонската држава, ако му направиме една улица или една биста во Љуботен, како ќе реагират албанците? Мислам дека Јохан Тарчуловски е осуден од Хашкиот суд и јас не сум припадник на... Джемо Хаса е осуден од историјата. Од Малковски кој ја пишува сега енциклопедијата. Ама не Малковски, господине Рушити. Значи германците собраа храброст и на 60 годишнината од НОД отидоа и се поклонија и се откажа од фашизма. Единствено албанците го величат Джемо Хаса кој бил фашист. Нема врска. Мислам дека албанците се генерално анти фашизмот. Слушнете ова изјава на бугарскиот министар за одбрана Красимир Каракачанов и потоа ќе искоментираме, почитани гледачи. На практика тоа е проблем оддавна решен. Зашто 120.000 граждани на Република Македонија во тези 20 години поискаха българско гражданство. Всяка година околу 1000 момчета и момичета од Македонија идват и учат во български учебни заведенија. Както известно, секи четврти граждани на Република Българија происходот му е од някъде од македонските земи. Според Каракачанов, секој четврти бугарин води потекло од Република Македонија.
а дека македонците во Република Македонија од 44-45 година нааму се одродени бугари. И ако тоа го ставиме во контекст од Пиранската платформа, ние всушност ќе добиеме една ситуација дека во Македонија живеат бугари и живеат албанци, тие се некаде 50-50. Не се само 50-50 по етничка основа, туку треба да бидат 50-50 и по верска основа. Затоа исламската верска заедница посебно е фокусирана на две целни групи. Тоа се македонците муслимани или торбешите, тоа се ромите. Всушност преку муслиманизација или исламизација на тие две структури и преку можно увезување на некаде 100 до 150 илјади бегалци со потекло од Иран или Сирија на територијата на Република Македонија, треба во Македонија се постигнат две цели. Македонците се 50%, односно тоа се одродените бугари, албанците се 50%, христијаните кои се персонифицирани преку македонците се 50%, муслиманите кои се персонифицирани преку албанците, тоа треба да го обезбеди исламската верска заедница се 50%, односно Македонија нема да има ексклузивитет на ниту еден народ, на ниту една вера. Тоа треба да биде една хетерогена структура, која треба да биде стопена, треба да биде формирана една хибридна нација. Таа хибридна нација да нема етнички корени, туку всушност сите да бидат македонци по пасош и по државјанство. Да не се плашите дека нема толку бугари во Македонија колку што се дале бугарски пасоши. Јас не велам дека ние не сме готови да учествуваме во политичкиот живот на Македонија, но сме готови да учествуваме во една сосема друга концепција. Напред партија да има колку сте. Не станува збор за етничка концепција. Да, ние можеби ќе учествуваме во политичкиот живот на Македонија, но не на база на етничка концепција. Добро, господин Николев, пред една година имаше парламентарни избори во Бугарија. На тие избори вие учествувавте како патриотички фронт во една коалиција и влеговте сега врз база на тоа Каракачанов е потпредседател на Бугарското собрание. Ке може ли пред македонската јавност да кажете колку гласови освоивте во Македонија? Во Македонија на парламентарните избори имавме 930, на европските имавме 935. Не, парламентарните избори, кои што се многу битни за Има само две гласачки места и за жал Битола и Скопје и за жал мислам дека беа околу 300 гласа, 350 гласа. 207 вкупно гласови во Скопје. А може ли да кажете у Солун колку имаше гласови? Не можам да ви кажам, јас одговарав за Македонија. Јас ќе ви кажам, 601 глас во Солун гласале на тие парламентарни избори, а 207 во Скопје. На тие тешки пари кои ги фрла бугарската држава. Македонците се бугари, делите бугарски пасоши, прави тоа, прави. Само 207 луѓе на парламентарните избори лани гласа. И што најинтересно, изгубивте у Скопје, ве победи ГЕРБ. Па ја мислам дека треба бугарска држава да ви шамара, да ви избрка тамо, не да ви дава стратегии за бугарски пасоши да правите. Значи видите вака, демократијата во Българија е малку поразлична од демократијата во Македонија. Ние не правевме кампања во Македонија за парламентарните избори, ги оставивме нештата да течат. Тука бевте цело време како не правите. Не сум бил тука, имате грешна информација. Ние бевме со господинот Каракачанов бевме зафатени основно во самата Българија, имавме доста сериозна кампања и затоа направивме таков успех, близу 7%, четврта политичка сила. 207. Ако сакате да го 207 македонци со бугарски пасоши гласале во Скопје. Така е, тоа е факт, ја не велам дека не е така. 80 за ГЕРБ, помалце за вас. Согласен сум, апсолутно сте во право, тоа се фактите. Кој е тој дебакал? Не, вие ги знаете фактите. Пробавте да ги скриете, да ги кажете, мислите ќе ви доа. Јас ќе ви кажам. Ако не се сеќавате, веќе Мара во Бугарија веле дека тотално погрешна стратегија водите 25 години во однос на Македонија. Не е така. Ние во моментот имаме едно прашање кое е клучно за нас. Да. Многу лесно и многу наивно го решивме второто прашање, тоа е македонско-бугарското прашање или македонско-бугарските односи. Па дури Каракачанов вели дека тоа прашање ќе биде архивирано или договорот ќе биде архивиран во Обединетите нации, што значи дека ќе биде под покровителство сега на Обединетите нации и тоа што е направено како договор помеѓу Софија и Скопје ќе служи како урнек за решавање на некој македонско-грчки. Видите сега, тоа се глупости. Да. Тоа се глупости пошто гледај сега Каракачанов сега да не збориме пошто добро го знам што му е просечниот тоа. Колку мозок има. Прво, знаете вие добро, во Обединетите нации дали се занимаваат со такви глупи работи, со архивирани и така и така. Така што договорот ќе бил ратификуван едва и во Обединетите. Па тоа се глупости. Сега тие моментално си имат своите, видите вас. Бугарите си имат своите моментално 5 минути. Тоа се нивните 5 минути. Запамтете го. Тие имат сегашните 5 минути. Потоа, ајде пак ќе збориме за тоа. Бугарија, јас не ја гледам добро. Бугарија во скоро време
Источниот дел на Бугарија нема да биде во Бугарија. Бугарите нека се гледат нивната математика. Не, јас тоа викам, ние да не скокаме пред историјата. Ако овој месец, да, македонската и бугарска влада ќе имаат заедничка седница. Добро, ќе имат во Струмица, така. Ќе има заедничко македонско-албанска седница. Да, на 2 декември. Кој беа окупатори на Македонија од 41 до 43 или 44 година? Беше поделена Македонија до групчин од овој Беше поделена така. Беше ли со балистичка и со бугарска окупација? Така. И што историја ќе учиме ние сега? Па сега видите. Што ќе види Джемо Хасан например сега? Проблемот видите. Јас гледам дека проблемот е друг. Не е проблем дека тоа Македонија е била окупирана. И нема да биде проблем ако Македонија и сега е окупирана. Проблем е друго, Васко. Ако Македонија ние самите сме се окупирали, тоа е. Сега. Господин Мицов. Тоа е. На толку поделени бугарски пасоши. Да. Велат повеќе од 100.000. Не е точно, нека да се околу 64-5. Еве нека си 50.000. Повеќе се. Да, така. Не е битно, значи мене бројката не зборам за принцип. Да. Нели е логично да направат бугарска партија во Македонија? Тоа е логично, се направи бугарска партија во Република Македонија. Ако имаме два крака на македонизмот, еден кој вели ние имаме словенско потекло, вториот кој вели ние имаме античко потекло, јас се плашам дека ние ќе влеземе во трет крак на македонизмот, кај што македонците нема да бидат етничка категорија, туку ќе бидат државотворна, односно ќе бидат по пасош, по државлjanство категорија во рамки на Република Македонија. Тогаш Барди фудбалерот ќе биде македонец. Не дека е македонец по род, туку македонец по пасош. Тоа е третиот крак на македонизмот, кој Елехмити и Зоран Заев мислам дека сега има задача да го реализираат во Република Македонија. Прашањето на името е во функција на тој трет крак на македонизмот. Добро, видите сега, ако се создаде бугарска партија во Македонија, тоа знаете што ќе значи? Дека другите се македонци. Така. Тоа не одговара на интересите на Бугарија. Тоа ви кажам. Па точно така. Тоа е. А инаку, тие навистина со пасошите, тоа е проблем. Еве тие стратејски се обидуваат да решат проблемот и со бугарски пасоши во Албанија, да заокружат Македонија со наводни бугари, така, и така ако Македонија е окружена со наводни бугари, значи па што има внатре. Нели така? Тоа е стратегија. Тоа е стратегија која за жал сега се спроведува од македонски политичари. Тоа е проблемот. Ќе ве дополнам. Да не испадне дека поише зборам емисијата, сега тоа е диалог, нели? Да, моја емисија, ќе си говорам колку така сега не. Чипе изворот тој. Јас сум гост. Чипе изворот негова е водата. Така е точно. Се извинам, видите. Ако видиме духот на она тиранска платформа. Да. Тамо всушност сака да кажат дека албанците би биле барем рамноправни по бројност во Република Македонија ако не бил геноцидот, кој бил направен до 56 година. Тоа е усвари духот на таа тиранска платформа. Okay. Од друга страна, бугарите не прават политичка партија во Македонија за да не покажат колку малку бугари има во Македонија, тоа значи дека сите македонци се бугари. И всушност во Македонија живеат албанци и живеат бугари, односно тие пола држат Република Македонија по бројност. Ако не увезат 100-150.000 бегалци, тогаш и бројот на христијани и бројот на муслимани би се изедначил во рамки на Република Македонија. И тоа е есенцијата која ги врзува Софитската со Тиранската платформа. Исти ракопис, исти центар. Добро, но видите, тука има сега да, но тука ќе има и тензии. Зашо? Пошто како е во приказната апетитот доаѓа со јадењето. Сега албанците сакат албански на целата територија. Значи тие пред тоа, ако се били задоволни со Западна Македонија, сега веќе барат целата. Бугарите се охрабриха и во нивните, како кажав, 5 минути, тие исто така. Еве сега пред неколку денови во Дворецот на културата, пред Дворецот на културата во Софија ставиле овој лавот со тоа, со Састефанска Бугарија. Значи, и тие сакат целата. И едните и другите сакат целата. Ете, тука веќе има тензии. Инако, тие, пред тоа, западниот дел, тие источниот дел во ред. Ама сега сите сакат целата. И излегуваме како во пред Балканските војни. Кога и Србија, и Грција, и тоа сакаше, и Бугарија сакаше цела Македонија. И се судрија за тоа. Ајде слушнете уште една изјава на Красимир Каракачанов, ова некаде од 2012-2013 година. Исклучително битна изјава, затоа внимателно слушнете, почитувани гледачи. Понеже в Македонија е модерно да се обвинява ВМРО ДПМН, че били бугараши, бугарофили и провеждали бугарска политика,
Мога да кажа, че много хора от СДСМ също добре работеха с българските служби. Бидејќи исклучително битна ова изјава, ќе ја повторам уште еднаш. Што вели Каракачанов? Соработници на бугарските тајни служби има многу повеќе во СДСМ отколку во ВМРО ДПМН. Затоа уште еднаш слушнете изјавата. Ова изјава треба да ја биде врежена во глава. Ова изјава многу кажува, почитувани гледачи. Понеже в Македонија модерно да се обвинява ВМРО ДПМН, че били бугараши, бугарофили и провеждали бугарска политика, мога да кажа, че много хора от СДСМ също добре работеха с българските служби. И третата изјава на Каракачанов со која завршуваме со него, а тоа е дека всушност за структурите на ВМРО се внездени српските тајни служби, односно дека ВМРО е производ на српските тајни служби, а дека бугарските тајни служби изминатите 20 или 25 години прават све во одредени критични ситуации. Првата беше 2002 година, втората е сега 2016-2017 година, наместо да застанат за ВМРО ДПМН, што е било природно, застануваат за СДСМ, односно за партијата која всушност е изградена како наследничка на Сојузот на комунисти на Македонија и на Комунистичката партија на Македонија на две основи: борба против врховизмот бугарски и борба против балистите. Таа партија сега е така распостелена да може да овозможи и балистите да се на власт во Република Македонија, а и бугарите да може да ја протнат таа своја историска приказна дека ние сме одредени бугари. Питайте го Мјалко, верно ли е, че од првиот ден на правителството на Груевски тој се разпоредил всички операции на македонските служби спремо Србија да бидат прекратени? Задайте го този въпрос. Бугарите долго време работат на овој проект, а тоа е проект на влегување на бугарите на голема врата во Република Македонија. Тоа што сега го подпишуваат или го договарат Бојко Борисов и Зоран Заев, Бојко Борисов го говори уште 2009 година. Некаде февруари 2009 година во Чикаго во Америка, говорејќи пред бугарската имиграција, тогашниот кмет или градоначалник на Софија, а само 6 месеци подоцна Бојко Борисов стане бугарски премиер, тој кажува 3 или 4 работи. Како прво дека Бугарија располага со инструменти да ја натера Република Македонија да ја свати својата грешка, односно дека македонците говорат на еден развален или еден расипан бугарски делет. Како второ, дека бугарите, а не грците, требале да влезат со свој капитал во Република Македонија и да учествуваат во купување на Мак Петрол или на Окта или на Македонскиот Телеком, дека тие некаде 50 милиони евра се многу мали пари за бугарскиот буџет, дека бугарскиот буџет требал да ги издвои тие пари за да може да ги купи клучните објекти во Република Македонија, а тој што има економска контрола врз Република Македонија, подоцна ќе има и политичка контрола, значи тоа не треба да бидат грците, туку треба да бидат бугарите. И како трето, дека Бугарија ќе направи све да ја начека и да ја дочека Македонија при нејзиниот влез во НАТО и ВЕУ, да ги наметне своите принципи. Тоа е настапот на Бојко Борисов пред бугарската имиграција во Чикаго февруари 2009 година. Значи 8 години подоцна Бојко Борисов тоа успева да го реализира. Го наоѓа Зоран Заев. Дали е инвестирано во Зоран Заев? Не знам, почитувани гледачи, меѓутоа Зоран Заев ги прифаќа сите стојалишта на бугарската доктрина и стратегија, и бугарите всушност сака денес во Република Македонија да бидат помокни од грците. Значи да се спречи грчкото влијание во Македонија преку инвестиции или политичко влијание, да се спречи тој обид или таа структура или таа доктрина на грците да се смени името на Република Македонија под интерес на грците, односно бугарите да наметнат својата доктрина, својата стратегија дека ние сме де факто одродени бугари. Битката на грците и на бугарите на територијата на Република Македонија се плашам дека полека почнува да добијат бугарите. Чека некаде 100 години после Балканските војни добија премиер Бојко Борисов, ние добивме премиер Зоран Заев и бугарите ја реализира својата доктрина. На моје големо жалење. Тоа е втората точка на таа ваша изјава, која беше многу коментирана во Македонија. Таа значи дека Бугарија треба да ја помогне на Македонија да влезе побрзо во Европската унија, да влезе побрзо во НАТО. Значи, тогава няма да има граница. Тоа е точно таа бугарска теза, паѓањето на Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави. Тоа е таа теза за паѓање на Берлинскиот зид помеѓу двете Германии, помеѓу Косово и Албанија, помеѓу Република Србија и Белград. Тоа е тезата бугарска која во изминатите 15 или 20 години. Тя е европейската теза.
Долго време размислав како да ја завршам оваа емисија, почитувани гледачи, на крај одлучив дека ќе ја завршам со делови од интервјуто со внукот на големиот македонски револуционер, господинот Пере Тошев, човекот се вика Николај Тошев, и еден од најголемите противници на делувањето, функционирањето на Красимир Каракачанов во Бугарија. Слушнете изјавата и подоа ќе ја коментираме. Многу тешки обвинувања од вашата партија, од вашата организација на адреса на господин Каракачанов. Според едното обвинување, таа зграда на Пиротска број 5 е легло во Софија на проституција и на одредени игри на среќа, коцки, комари и така натаму. Според второто обвинување, ви велите Каракачанов нема ништо со македонското. Па дури му негирате дека е македонец по потекло, дека е влав некаде од околината, од околните села на Русе. И најсрамното и позорно, което беше в един определен момент, че там Каракачанов организира казино. Казино во таа зграда? Да, казино. А това е сградата, в която са стъпкали и са ходили и са ечали гласовете на най-светлите умове на ВМРО и на потомците на бежанците в България. Вие го обвинувате Каракачанов дека не е македонец по род и по потекло, дека е влав. Не само, че го обвиняваме, то това си е просто въпрос на происход. Што сакат да кажем, почитувани гледачи? Дали е возможно еден влав со потекло од Бугарија, Каракачанов, еден влав со потекло од Албанија, господинот Еди Рама, со помош на некои власти во Република Македонија, кои се на врвни политички функции, можеби со потекло од Струмица, не знам, и други власти кои се исклучително важни во безбедносните структури, можеби се главни за бомбите кои му биле ставени на располагање на Зоран Заев, да може да ја кројат судбината на Република Македонија. Видите, ако тоа е така направено, тоа значи дека станува збор за една исклучително добро реализирано сценарио, за кој ние не сме биле свесни. И всушност стануваме свесни кога тоа сценарио е пред самата своја реализација. Овој го вадат од затвор. Добро. Го аболират за се оно што му направено. Го аболират за снимки, го носат на чело на влада, му дават бомби, прави што саква, односно велики ја менува име на државата. Овој го менуват од позицијата премиер. Му вадат милион афери. Ама чекайте сега, менуват го од позицијата премиер, па овој сам се менува од позицијата премиер. Ами што направи Санадер? Па што направи? Си поднесе оставка, бидејќи не можеше да го издржи притисокот. Чекајте сега. Што се случи, господине Мицо, со Хрватска? Направи штетен договор со Словенија. Ама вие ви давате пример само за тие луѓе. Сега. Тие се клучни. Па тие се клучни, ама тие се клучни. Ама и начело на ВМРО кај донеса човек кој ќе сака да го смени името. Јасно ли? Па ќе донесат. Ама тоа е проблем дека ние секако сме навикнати да ни донесат. Не ние да бираме, да ни донесат, да ни изберат. Тоа ти е. Уште во 90-та година, кога и создаването на ВМРО го донесоа Љупчо Ѓорѓевски, го донесоа Бранко Црвенковски за тоа, донесоа. Ете, тоа е проблемот, дека нас ни носат. Ете, тоа е проблем. Ние мора да се освестиме, не да ни носат, ние да бираме луѓе кои се спремни, не да крадат само, туку да бранат држава. Ние тоа уште не сме го сфатили, не смееме да созрееме до таму, или па не сме способни да созрееме. И за тоа стига така. И сите тоа дека го прашам, дека зборуваме сега во овој разговор, како сме донесени и така, па донесени сме за тоа што ние сами сме се донесовме. Сами сме се донесохме. И со 2001 и со 2004. Па не е ли срамно, бе? Не е ли срамно? 5-600 терористи 2001 цела држава малтретират и стигат до Скопје. Па во која нормална држава? Па во Африка нема да минат таа работа. Како не може? Војската седи, пошол од таму и кажали од НАТО немој да се месиш. Па како ги ми кажеш и другите, ама ќе ни бомбардират. Па добро бе, нека бомбардират бе. Зашо има некој кој да каже добро, сум спремен, бомбардирајте. Баги ви изнервирав. Ба не ме тоа. Станува збор за друго. За друго кое нашите, значи во голем дел, не можат да сватат. Држава се брани, таа не се, како некои викат, со пенкало ќе одбрани, со пенкало не се создава држава. И не се, тоа, и држава може да се уништи, ние ќе бидем првата држава која се уништила со пенкало и со доброволно, нали, тоа, со доброволно гласање и така натаму. И тоа значи дека ние не заслужуваме да имаме држава. Ше овој Александар Македонски, ако ни се смени името,
Па сега ако ни се смени. Ке биде Александар северно-македонски, горно-македонски сега или Александар централно-балкански. Јас се прашам, независно дека тие генетичарите велат дека имаме 30 од 100, не многу, ама се пак 30 од 100, па и другите немат повеќе, нали, антички македонски гени. Јас се плашам дали воопшто имаме такво нешто. Ни подметнале. Сега, видите, тука не станува збор дури за политичари, не станува збор за човечко достоинство. Како ти, како човек, не станува збор за тоа. Како ки викат, па и председател Иванов и другите, нали, тамо со тоа, ми ни прават притисок. Па добро знаем добро во принципот, нали, вториот закон во термодинамиката. Ако притисокот е голем, тоа значи дека отпорот е мал. Не можеш да имаш голем притисок и голем отпор. Тоа е закон. Или едното е високо, а другото ниско, или спротивно. И сега сите кои викат, вклучително и Груевскито, притисокот ми е голем. Притисок, па значи отпорот ти е мал, ако притисокот е голем. Ако отпорот ти е голем, притисокот не може да биде така. А јас тоа сум го кажал и повеќе. Нашите политичари, а и сите политичари мора да одат не со паричници, не со тоа со оставки во джеп, како некои викат, политичарот мора да биде со така. Вистинскиот политичар, кој е врвен раководител, избран на таа функција, мора да оди со свој некролог во джеп. Ете, тоа е политичар вистински. И затоа гледаме тие кои са били, еве сега и Фидел Кастро и Че Гевара го исполнува, не тие кои ги имитират. Нали, па и Путин и тоа, сите тие одат со некролог во джеп и за спремни на борба. А не викат, ама ми притиснали, овој ми притиснал, овој. Како можеше Иванов да се примисли за една ноќ? Не сакаше овој да го прими, и потоа го прими и свенето тоа. И што може да го заплаши? Што може да го заплаши? Може да кажа дека ќе го отепат. И што? Па може повеќе од тоа да те направат отколку да те отепат. Ништо не може. Може најмногу да те отепат. И што од тоа? Ти си председател, ти во тоа во историјата влегуваш. Што ти е тебе џабе некој тоа ќе си заврши мандатот и ќе остане како некој глушец како си бил пред тоа. Ете тоа ти е. Под на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, почитани гледачи, првата фаза или првата епизода од нашата анализа како треба да биде формирана идната хибридна македонска нација. Станува збор за исклучително тежок процес во кој македонецот нема веќе да биде етничка категорија или нема да биде македонец како етничка категорија, туку ќе биде македонец како државјанство или како граѓанин на некоја идна Република Македонија, Северна Република Македонија или како или не ќе биде сменот именот на државата. Наредната недела ќе биде втората фаза на нашата анализа како ќе биде реализиран или како се реализира целиот тој процес. Затоа ви закажувам ново дружење идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.